Среќна нова година и среќни божикни празници. Започнуваат вестите на Канал 8. Првото новороденче во Кочанската болница во новата 2021 година е машко. Тоа е прво бебе и за семејството Велиови. Бебето и мајката Фатиме Велиова добија цвеќе, подароци и желби за среќа и здравје од градоначалникот Николчо Илиев. Машко е првото новороденче во 2021 година кое се роди во Кочанската општа болница. На свет го донесе 18 годишната мајка Фатиме Велиова од Кочани, за која бебето е првороденче. Тоа се родило во саботата рано изутрина по навлегувањето во новата година, а породувањето поминало без поголеми проблеми. Се породи првото новороденче, машко дете, со тежина 3,3 кг, должина 51 сантим, раѓањето протече во најдобар ред, родилката е добра, бебето е добро, да се надеваме дека ова година ќе биде многу поберикетна. Од болницата упатија благодарност за поддршката од локалната самоуправа и од ресорното министерство за заедничките напори за подобрување на техничко-кадровските капацитети на здравствената институција. Поминавме тешка година со фактички војна со непознатата со ковидот. Се надевам дека ова година ќе ја добиеме војната најпосле и ќе дојдеме у ситуација да живееме како што живеевме нормално. Би сакал уште еднаш захвалност на локалната самоуправа, начело со Николчо Илиев, началникот, и со министерството, со господинот министар Велко Филипче, за целосност што стојат за сите наши потфати. Вообичаената посета на првото новороденче од страна на градоначалникот Николчо Илиев се реализираше со почитување на протоколите за здравствена заштита. При тоа подароците наменети за мајката и за новороденото, тој им ги предаде на дежурните во акушерското одделение. Честитки до персоналот кој се грижише и го изврши породувањето, честитки до семејството на приновата да биде живо и здраво и успешно, и посакувам ова година да продолжи во овој дух, да имаме што помалку проблеми со COVID-19, односно да ја надминеме кризната состојба со COVID-19, да имаме што повеќе пораѓања, вакви убави случаи, убави моменти, кои навистина сите нас не радуваат, ни прават среќни. Во општата болница во Кочани во текот на минатата година имало вкупно 150 породувања, што е известно зголемување во однос на претходната 2019-та. Државна донација од по 15 инвертер климатизери добија основните училишта Раде Кратовче и Малина Попиванова. Помошта е добиена по претходна апликација од страна на општина Кочани, како дел од мерките за намалување на аерозагадувањето. Основните училишта Раде Кратовче и Малина Попиванова добија донација од по 15 инвертер климатизери, како дел од државната програма за намалување на аерозагаденоста во 2020 година. Предходно општина Кочани поднесе апликација согласно јавниот повик на генералниот секретаријат на владата за избор и рангирање на општините кои ќе бидат корисници на опремата. Добивме нова поддршка од страна на Министерството за животна средина. Доделени се на општина Кочани, пристигнати се во Кочани 30 клими за две училишта по 15 за Малина Попиванова и за Раде Кратовче. Тоа значи дека ние аплициравме со повеќе, меѓутоа добивме 3 и во 3 категории, од 3,5 киловата, 5,5 киловата и не знам 7,5. Не ме држите за збор, меѓутоа важно по 3 вида, по 5 за двете училишта, односно вкупно 15 за едно, 15 за другото. Што значи дека продолжуваме со проектот за подобрување на условите во училиштата. На крајот од минатата година општина Кочани им исплати 700.000 денари на граѓаните кои поднесоа барање за субвенции за купување печки на пелети и инвертер климатизери, според мерката за намалување на продукцијата на штетни материи во воздухот што настануваат од загревањето во домакинствата. Советот на општина Кочани веќе ја усвои одлуката за поддршка на сите домакинства кои ги исполнуваат условите од поднесените 159 барања за субвенции. Субвенцирањето од страна на општината е само дел од мерките за намалување на аерозагаденоста, за кое за оваа година се наменети 900.000 денари. Во другите мерки од програмата за заштита на животната средина
Влегуваат и анализи на квалитетот на животната средина, субвенционирањето на набавката на велосипеди, како и реализација на планот за ревегетација на Кочанска река, за што се планирани вкупно 2,5 милиони денари од општинскиот буџет. Мирна новогодишна ноќ во Кочани и Виница регистрира полицијата во двете општини. Нема ниту одредени посериозни сообраќајни прекршоци, а генерално се почитувале и мерките за заштита од COVID-19. Од Оделението за внатрешни работи Кочани и Општа болница со проширена дејност, како и од територијалната противпожарна единица, информираа дека новогодишната ноќ во Кочани поминала мирно, со одговорно прославување на граѓаните. Началникот на Оделението за внатрешни работи Кочани Александар Максимов за Канал 8 истакна дека новогодишната ноќ поминала мирно и без посериозни постапувања. Регистрирана е само една интервенција за нарушен јавен ред и мир, што е незначително во споредба со другите години, кога полицијата имала полни раце работа. Директорот на Општа болница Александар Серафимов истакна дека за разлика од ланските години, намален е бројот на интервенции за време на новогодишната ноќ. Освен неколку изолирани случаи на алкохолизирани лица кои по укажаната помош биле пуштени дома, новогодишната ноќ на службата за итна медицинска помош поминала мирно и тековно. И кочанските пожарникари мирувале за време на новогодишната ноќ. За разлика од претходните 2 дена кога интервенираа на гаснење на запалени стрништа низ Кочанското поле, командирот на територијалната противпожарна единица од Кочани Благој Паунов за Канал 8 рече дека новогодишната ноќ поминала без интервенции, освен во текот на денот на 31 декември, кога интервенирале на гаснење на опожарено возило кај селото Теранци. Генералната оценка на сите служби е дека новогодишната ноќ во Кочани поминала мирно и со одговорно прославување. Мирна и без поголеми нарушувања на јавниот ред и мир и без инциденти. Поминала новогодишната ноќ и во соседна Виница, информираат од полицијата. Новогодишната ноќ во оваа општина поминала дури и без некои посериозни казни и прекршоци и во сообраќајот. Во оваа општина главно се почитувале мерките за заштита од COVID-19, па од полицијата информираат дека нема ниту казни, ниту прекрашувања во однос на непочитување на мерката за самоизолација. Полицијата во оваа општина контролира 35 лица кои се под постојан надзор поради изолација од коронавирусот. 2 починати пациенти и 13 нови случаи на COVID-19 во Кочани регистрирани во првите 3 дена од новата 2021 година. Во последните 24 часа од направени 1525 тестирања, регистрирани се 237 нови случаи на COVID-19, од кои најмногу се во Скопје 123. Во Кочани се регистрирани 3 нови случаи на COVID-19, а во Виница 1 новозаболен. Починати се 8 лица, од кои 1 пациент е од Кочани на 67 години. И Институтот за јавно здравје во последните 24 часа регистрира 460 оздравени пациенти, од кои најмногу во Скопје 219, во Кочани 9 оздравени пациенти. Инаку во првите 2 дена од новата година Министерството за здравство регистрира уште 10 нови диагностицирани со COVID-19 во Кочани и 2 нови случаи во Виница. На првата ноќ од новата 2021 година, битката со коронавирусот ја изгуби уште 1 пациент од Кочани на 63 години. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 84.024. Бројката на оздравени пациенти е 62.929, на починати 2.530, а бројот на активни случаи изнесува 18.565. Во рамки на комуналното уредување на урбаниот простор, општина Кочани ќе набави нови парковски клупи и корпи за отпадоци. Веќе тече рокот за јавниот повик за пријавување на заинтересираните фирми кои можат да ја обезбедат урбаната опрема, за што е планирано да се потрошат над 400.000 денари. Ново облагородување на урбаните површини планира локалната самоуправа на Кочани, во чии рамки ќе набави парковски клупи и дизајнирани корпи за отпадоци. На последниот ден од декември беше објавен јавниот повик за пријавување на заинтересираните добавувачи на комуналната опрема.
За неа, општината планира од буџетската сметка да ја издвои над 420.000 денари. Во спецификацијата на повикот се дадени димензиите и изгледот на клупите и корпите, кои треба да бидат изработени во комбинација од дрво и метал. Станува збор за замена на веќе постојната урбана опрема што е оштетена, поради што од добавувачот се бара да ги отстрани бехатон плочките и да ги среди местата каде што ќе се постави опремата. Се работи за набавка на вкупно 22 клупи со должина од 2 метри и исто толков број корпи изработени од челична конструкција и поцинкуван лим, обложен со дрвен материјал. Рокот за поднесување на пријавите од понудувачите е до 26 јануари. Избраниот изведувач ќе треба урбаната опрема да ја испорача и монтира во период од 2 месеца. На 5 јануари започнува исплатата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита, информираат од Министерството за труд и социјална политика. Исплатата ќе се спроведе во 2 групи согласно првата буква од презимето. На 5 јануари започнува исплатата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита за декември 2020. Со цел да се избегне метеж пред банките и да се овозможи поголема заштита на корисниците на парична помош во услови на опасност од вирусот COVID-19, исплатата ќе се спроведе во 2 групи, во филијалите и експозитури на банките согласно утврдениот распоред по азбучен ред, според првата буква од презимето. На 5 јануари за лицата чии презимења почнуваат од А до Л и на 8 јануари од М до крајот на азбуката. Корисниците на паричните права кои што поседуваат дебитна картичка ќе може да подигнат готовина на банкоматите на банките, да ги користат средствата за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство од 5 јануари 2021 година. Во Окочани и општините што ги покрива меѓуопштинскиот центар за социјални работи, корисници на правата од детска заштита се за детски додаток 300 корисници, посебен додаток 140, родителски додаток за трето и четврто дете 420, еднократна помош за новороденче 20 корисници. Од социјална заштита надомест за помош и нега од друго лице се 1100 корисници, социјална помош 500, социјална пензија за лица над 65 години 240, надомест заради попреченост 320 и здравствена заштита 55 корисници. Министерството за труд и социјална политика потсетува на врската за носење маска и одржување физичко растојание од 2 метри. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.